Кратки најави за денес. Охридскиот кардиолошки центар се уште чека да добие уште еден ангиограф и ангиографска сала. Уролозите апелираат до мажите да вршат редовни превентивни контроли. Дојди, вкуси и израдувај. Хуманитарен настан во училиштето Ванчо Питошевски. Секојдневно расте бројот на американски бизнисмени со огромни донации за инаугурацијата на Трамп. Ова беа кратките најави за настаните во денешниот дневник, но прво да ја погледнеме временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно, ветровито и студено време со максимални 4 степени Целзиусови. Во петок над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност, но и релативно топло за овој период од годината. Локални врнежи се очекуваат во североисточна Европа и во крајните југоисточни предели на Балканот. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и студено. Во северните предели претежно сончево време со појава на локална облачност, а во крајните источни и југоисточни предели со врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 1 до 13 степени. Во Македонија во петок по студеното утро во текот на денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Минималните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од -5 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 0 до 10 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од -1 степен. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе се искачи до 6 степен Целзиусов. Во Охрид во сабота претежно сончево, но студено време со појава на локална облачност. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во недела и понеделник по студеното утро и температура од -6, односно -5 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и студено време со максимални 5 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. На јавната здравствена установа, специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан Охрид, неопходна е и уште една ангиографска сала. Бројот на интервенции се зголемува, а времето на чекање е околу 2 месеци. Сепак, работите се комплицираат доколку настане дефект на ангиографот, поради што пациентите се упатуваат на Скопската клиника. Специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид има потреба од уште еден ангиографски апарат. Менеджментот на болницата години наназад бара од Министерството за здравство отворање на втора ангиографска сала, зашто доставиле идеен проект. Во болницата, која покрива регион од 350.000 жители, годишно се изведуваат преку 2500 интервентни процедури. Закажаните пациенти чекаат околу 2 месеци, а во случај на дефект на ангиографот се препраќаат на клиниката за кардиологија во Скопје. Континуираниот раст на бројот на интервенции, зголемениот број на имплантирани пейсмейкери и нашата ексклузивност во третманот на миокарден инфаркт ја наметна потребата од втора ангиографска сала во нашата болница. Тоа значајно ќе придонесе кон намалување на листата на чекање на закажаните пациенти и ќе ги превенира ситуациите на комплетен блок, комплетен прекин на работата во услови на дефект на постоечкиот сега единствен ангиографски апарат. Болницата покрај постојаната грижа за кардиолошките пациенти од југозападниот регион истовремено представува втор референтен центар во државава за имплантирање на пейсмекери и обука на лекари за интервентни процедури, а при тоа посветено работи и на воведување нови диагностички процедури. Не се откажуваат од проектот за развој на регионален центар за третман на акутен мозочен удар со перкутана интервенција. Проектот за Центар за современ третман на мозочен удар датира од пред многу години. Имаме впечаток дека во различни временски периоди низ годините, веројатно и самиот концепт трпел промени, што е можеби и причина за одолговлекување. И покрај тоа што ние не ги знаеме поединостите, остануваме на ставот дека на регионот му е потребен еден ваков современ центар, а дел од нашиот медицински тим секако би бил клучен во функционирањето на истиот. За сите други поединости треба одговори да даде Министерство за здравство.
Охридскиот кардиолошки центар има огромно значење за југозападниот дел од Македонија, за што говорат и бројките. Во болницата секојдневно се извршуваат преку 120 специјалистички прегледи, преку 50 ехокардиографии, над 40 стрес тестови, исто толку доплери или годишно над 20.000 амбулантски пациенти со преку 50.000 диагностички прегледи и 700 рехабилитацијски програми. Расте бројот на мажи со карциноми на простатата и тестисите. На оделението за урологија при Охридската болница се лекуваат пациентите од целиот југозападен регион. Лекарите велат кај голем број мажи диагностицирани се овие заболувања. Во пораст бројот на карциноми на простата и тумори на тестиси. Тоа се најчестите заболувања денеска е машката популација. Лекарите велат загрижува и тоа што е намалена старосната граница. На оделението за урологија при Охридската болница се лекуваат пациентите од целиот југозападен регион. Лекарите велат диагностицирани се голем број мажи со овој тип на заболувања. Диагностицирани се многу мажи со вакви болести, може и затоа што имаме совршени диагностички методи. Понапред ги немаме овие работи, него најосновно беше едно ректално тише што се правеше кај мажите, што сите го избегават како непријатен преглед. Но сега, значи, кај популацијата е зафатена, значи, од 60 до 70 година, значи, од својот живот, значи, многу имаме пациенти кои кај нас и успешно се оперираат, веќе почнаме да работаме со радикална лапароскопска простатектомија. И понатаму, доколку има потреба, пациентот се праќа на Институтот за онкологија за понатамошно следење. Мажите се поедуцирани и денес во споредба со минатото. Уролог се посетува не само кога се има мака, туку и превентивно за редовна контрола. Таа контрола кај мажите, значи се прави тоа што иде на преглед, при тоа се земат крвна слика, се прави ехо кај пациентите и се прави една обширна анамнеза. Пациентите кажуваат прво за симптомите, значи тие се водечки дел од самата анамнеза, значи, и ние во тоа идеме до заклучок во кој смер ќе оди лекувањето. Мажите треба да знаат дека не треба да се плашат од еден преглед што е уролошки, него тој треба да прави секој маж на 40-45 година, затоа и што од тогаш почнуваат проблемите со уринаниот тракт кај мажите. Значи, првиот преглед се прави едно ехо, односно и се прави крвна слика да се испита ПСА. ПСА е туморски маркер за простатата, односно за канцерот на простата, што треба да неговото ниво ни одредува, значи дали се работи за бенигна хиперплазија на простатата или се работи за малигна. Апелот на лекарите е мажите над 45 години задолжително еднаш годишно да прават уролошки прегледи. Раната диагностика на карциномите е предуслов за успешно лекување. Хуманитарен новогодишен настан во Средното училиште Ванчо Питошевски. Собраните средства се наменети за новогодишни пакетчиња кои ќе бидат подарени на децата од социјален ризик. Со цел да се разбуди хуманоста во овој празничен период, под мотото "Дојди, вкуси и израдувај", психологот на училиштето Даница Скрческа заедно со ученичката заедница при регионалниот центар за средно образование и обука Ванчо Питошевски од Охрид организираа хуманитарен новогодишен училишен настан. За успешна реализација на настанот придонеси активното вклучување на стручните наставници Воја Ангеловски, Елена Спировска и Катерина Чамбазовски, кои заедно со учениците приготвија домашни деликатеси и топли напитоци, а присутните имаа можност да посведочат за прекрасниот вкус на приготвеното. Настанот беше збогатен со забавна музичка програма во изведба на учениците, рачни изработки како и празнични декорации создадени со љубов. Собраните средства на настанот се наменети за новогодишни пакетчиња кои ќе бидат подарени на дечиња од социјален ризик, информираат од училиштето. Новогодишната забава за свечениот дочек на новата 2025 година на градскиот плоштад Свети Климент Охридски ќе започне во 19 часот со музички перформанс на DJ Gets. Од 20 часот охриѓани и гостите ќе ги забавува охридската група Take 5. Во 21 часот ќе започне настапот на миленикот на младата публика Пајак.
Од 22 часот и 15 минути за веселата атмосфера ќе се погрижи македонската фолк звезда Наум Петрески. За 23 часот и 30 минути е резервиран настапот на македонската поп дива Каролина Гочева. Новогодишната забава ќе продолжи и по полноќ со DJ Face. Охриѓанец приведен за кривично дело кражба, а стружанец за измама. Следува полицискиот билтен. На 25 декември 2024 година во 16 часот и 30 минути во продажен објект лоциран на булеварот Железничка во Охрид приведен е 46 годишен охриѓанец кој претходно бил затекнат при кражба на помошен работен алат и прибор. Предметите се вратени на сопственикот на објектот и по целосно документирање на настанот СВР Охрид ќе поднесе соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 50 годишно лице од охридското село Пештани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, симнување или оштетување на службен печат или знак. Тој во текот на 2024 година, каде нелегално изградил објект и покрај претходно донесено решение за отстранување на градбата и поставената службена лента за затварање на градилиштето и службен знак со податоци за затварање на градилиштето поставено од страна на овластен градежен инспектор при општина Охрид, пријавениот ги симнал и оштетил истите и продолжил со изведување на градежни активности. На 25 декември 2024 година во 7 часот и 40 минути на улицата Чеде Филиповски во Струга, полициски службеници лишиле од слобода 47 годишен стружанец кој се сомничи дека е сторител на кривичното дело измама. По наредба на судија на претходна постапка, припадници на криминалистичката полиција од СВР Охрид и ОВР Струга извршиле претрес во неговиот дом, при што пронашли и одзеле повеќе налози, уплатници и други документи значајни за расветлување на кривичното дело. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.